Срамно и страшно е она што се случува. Вакви се реакциите на екоактивистите по вчерашната хаварија во Македонска Каменица. Речи си секој месеци да има еколошка катастрофа. Реките побелуваат, а притоките помудруваат. Остро реагираат од иницијативата за заштита и одбрана на природата О2. Тие сметаат дека во поглед на животната средина се случуваат огромни криминали, без притоа некој да сноси вистинска одговорност. Овие хавари се случуваат буквално секој месец. Значи треба некој да се запрашва зашто толку често се случуваат. Сметаме дека се случува огромен криминал во поглед на животната средина, дека не е така све случајно. Дека се издаваат и концесии, дозволи за работи на многу сомнителен начин. Откако вчера во Каменичка река се излеа 3000 метри кубни јаловишен песок и денес водите во реката се уште се матни. Еколошкиот инспекторат изврши вонреден инспекцијски надзор. Предложена е спогодба со рудникот за олово и цинк САСА за прекршоци од трета категорија, која носи казна од 100.000 евра. Досегашната пракса покажува дека за добар дел од казните не се знае понатамошниот исход, сметаат екоактивистите. Тие казни што се изречени, ако воопшто се изречени, зашто многу пати и се третираат како ништо да не се случило, дали од не на времено излезена на терен на инспекција, законот за прекршоци во минатиот период беше, минатата година, мислам, намалени казните за 75%. Значи, која беше целта на намалување на овие казни? Ако казната се изрекува за да делото не се повтори, очигледно тоа што го направија беше голема грешка. Значи, кај нас не само што институциите не реагираат на време, дури и казните кога се изрекуваат, не знаеме што се случува понатаму. Во текот на вчерашниот ден од рудникот САСА соопштија дека првичните резултати покажале дека дефектот не представува закана за здравјето и безбедноста на вработените во рудникот и на жителите во неговата околина. Од риболовното друштво Шаран информираа дека немат регистрирано помор на риба. За разлика од ваквите тврдења, Кочанчанец го тврди спротивното. Ова е видео од десниот канал на системот за наводнување. Од Шаран ги демантираа ваквите информации, објаснувајќи дека од неделата е затворена браната, така што проток на вода од езерото Калиманци кон Кочанско поле нема. Јаловината преку Каменичка река заврши во брана Калиманци, од каде се наводнуваат сите полиња на источниот регион.